Sinovi Božji, so naslednici. Pesem je pa to što vojnikom životom, Balkumina glavna objava. Ja sam dobri odkasti i ljubav mozite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Tatko moj, tatko, oče, koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, voljata njegova, kako na nebo to, tako i na zemljata. Lebot naš nasušen, daj ni go i danes. To je ova. I ne vovedi vo iskušenje, no izbavi ne od lukavago, zašto Tvoje carstvo to i silata i slavata vo site vekovi. Zboruvame za site vekovi. Znajte, nije sme ovdje nekoji vekovi, odredeni vekovi na zemljata. I po izvesen period, ke razbereme što znači to site vekovi, denske ke zboruvame za potopuvanje vo voda, ono što velime krštenije, oti trite големи деноминацијски поделени телесни цркви на Исус го прават чинот на водно крштение. Едните како бебиња со застапување на кум, другите лично во водата. И ќе дојдеме да видиме што значи тоа. Доаѓаме овде во плавата Библија, 1 Петрово 3:21. Зборува дека символиката на крштевањето за кое сме сега спасени се гледа со Ное во водата, со 8 души се спасија. Не е за отстранување крштевањето на телесната нечистотија. Ти кога влегуваш во водата, дали душата е капеш, духот или телото? Не е за отстранување на нечистотијата од телото, туку завет. Пазете го тој момент. Завет пред Бог што се дава со чиста совест. Тоа е завет, се ветуваш на Исус, даваш збор. Пред 2-3 дена имавме заедница, ова го зборувавме, бидејќи имавме еден интересен пријател од гостин од Куманово, дојде на 2 средби. Беше, како да речам, допрен од славењето, од проповедите, но не се согласува со некои делови. Зависи од каква деноминација и во каква поука се научил. Например, дека не треба да се влегува во вода, дека тоа е беззначајно. И ми го кажува стихот со евнукот. И претходно имав исто така еден интересен човек, е глувата заедница. Дојде човек од презвитеријанската црква, калвинисти. Исто тој мисли дека треба да се јаде леб и вино, да се влегува во водата, да се прави тоа и така натаму. Господова вечера што е велат они. Исус зборува за храна што ние не ја знаеме, значи крштевањето не е отстранување на телесна нечистотија, туку завет, се ветуваш, ти даваш збор. Ти си невестата, Исус е младоженец, даваш збор со чиста совест. Ова е важен момент. И ако го разбереш, ќе го разбереш, ако не го разбираш, ќе остане дека само во водата, секако има некое чувство во водата, влегуваш, те зборат мајсторите го прават кровот доле. Веруваш, имаш сензација, ќе се искапеш и се чувствуваш убаво. Кога ќе влезеш во море, во езеро или ќе се искапеш во топла вода, во бања. Сега одиме овде во Самарија се случува предвижување. Апостолите се во Ерусалим, слушнаа во Самарија дека ја прифатиле Божјата порака, ги испратија кај нив Петар и Јован. Пазете. Кога пристигнаа, тие се помолија за овие нови христијани да го примат Светиот Дух.
Ние ќе видиме, значи тие биле представени во вода. Тој се уште не беше слегол на ниту еден од нив. Тие беа крстени, односно баптизирани, потопени во името на Господ Исус Христос. Петар и Јован се помолија, положувајќи ги рацете врз нив, и тие го примија Светиот Дух. Значи во Самарија дознале за Словото, го прифаќаат, влегле во водата, се искапеле, но се уште немаат дух. Пак ќе дојдеме до тој момент, апостолите беа капени, влезени и тие крштеваа. Имаме податоци овде, но сепак кога го распнаа младоженецот, се разбега невестата, се разбегаа. Немаа дух, и потоа откако го видоа Исус, иако не веруваа дека воскреснал, кога го видоа собрани на едно место, тогаш поверуваа и после 50 дена примијат дух. Така да ова крштевање е интересен момент. И сега одиме, еве ова што ми вели овој сотрудникот, да исчитаме за Петар. Ќе исчитаме две верзии, овде во овој плавиот дел некои стихови нема, а овде има повеќе стихови, па ќе видиме што е, која е таа суштина и зошто тие стихови се избришани или не се избришани. Дела апостолите 8 од 26 стих до 40. Потоа ангел Господов му рече на Филип. Филип е воден од ангел. Тоа е христијанство, волјата негова, духот те води. Стани и оди на југ по пустинскиот пат што се спушта од Ерусалим кон Газа. Знаете ли вие некој христијанин што го води духот, што му вели стани и оди? Не, они си се водат сами од себе. И мислат дека тоа е. Филип веднаш замина. Дека тоа што ти го мислиш, го мисли Исус. Не, секоја мисла треба да биде покорна на Исус, да го стави шлемот на спасението. Попат сретна еден етиопјанец, евнух, значи кастриран, без полов орган, за да не спие со царските жени. Виден службеник кој раководел со целата ризница во дворецот на етиопската царица Кандакија. Тој бил на поклонение во Ерусалим. Прв момент, поклонение си се поклонил на ковчегот на заветот, во Соломоновиот храм. Соломон, син на Давид и жената на Урија. Седеше во својата кола и ја читаше книгата на пророкот Исаија. Значи, етиопјанецот се поклонил и ја читаше книгата. Светиот Дух му рече на Филип, еве како се крштева, приближи се до колата, придружи му се на етиопјанецот. Филип го стаса, кога слушна како го чита пророкот Исаија, значи го чита на глас, го праша, го разбираш ли ова што го читаш? Дали го разбираш ова? Па ти со свој ум можеш да го разбереш. Телесниот човек не го разбира духовното. Како би можел да го разберам ако некој не ми објасни? Одговори етиопјанецот, па го покани да седне до него. Тој го читаше следниот дел од Светото писмо. Првим признаваш дека не знаеш. Почетно да го читаш ова и не го разбираш. Сум видел многу проповедници, пастори, евангелисти, централисти, врховисти, надбискупи и разни титули, како само го читаат тоа. Нешто не го разбираат, го пренесуваат телесно. Пак ќе речам, јас се затресувам кога ќе застанам пред ова слово, зашто семокниот Бог зборува. Тој зборува, и ако си ти сад за секојдневна или обична употреба, или за свечена употреба, тогаш тоа станува живо слово. Беше одведен како овце на клање, молчеше како јагне на стрижење, уста не отвори, иако беше понижен и лишен од правда. Кога му судеа, кој ќе ја свати неговата генерација, која го лиши од живот на овој свет. Потоа евнухот го праша Филипе за кого го кажува пророкот, за себе или за некоја друга личност. Тогаш Филип, почнувајќи од тоа место во Светото писмо, му проповедаше за Исус. Значи, првин му проповедаше. Потоа доаѓаме до тој момент, патувајќи така, дојдоа до една вода. Евнухот рече, еве вода што ме спречува да се крстам. И тука фали 37 стих. После ќе видиме во другата Библија. Видите, крштевање и простување со вода, како традиција го имаме ние и во Орфеј, митскиот македонски цар, потопувал во вода, проштевал гревови. Тоа е символично миење, исчистување, да си ги миеш нозете и рацете, нели? Кога влегуваш во храмовите.
На Исус ви ги мие нозете. Тоа е символика, знаете. И сега, тој гледа вода, тука тој стих фали, евнухот нареди колата да застане, двајцата слегува во водата, не се дадени зборовите што Филип му кажува. И Филип го крсти, односно го потопи во вода. Но Филип беше воден од Духот, не заборавајте, не појде сам. Кога излегува од водата, Духот Господов го грабна Филипа и евнухот. Веќе не го виде, значи Духот го грабна и го однесе. Тоа е интересен стих. О, Исусе, слава ти, Господи Исусе Христе. Филип се појави во градот Азот. Етиопјанецот радосен го продолжи патот. Првата манифестација на Светиот Дух кога ќе слезе е радост. Минувајќи низ тие предели, ја проповедаше радосната вест низ сите градови, се додека не стигна во Цезареја. Одиме сега другата верзија. Да видиме што недостасува овде. Значи пак ќе почнеме од истата позиција. По Самарија го примила Словото Божјо, Петар и Јован одат таму. Тие се помолија за нив да го примат Духот Свети. Духот не беше слезен врз нив, само беа потопени, крстени во името на Господа. Апостолите положија раце, значи дела 8 од таму негде 14 нагоре, до 17 апостолите положија раце над нив, тие го примија Светиот Дух. Значи, откако Духот ги донесе, влегувањето во водата само по себе не е примање, како што рече, не е тоа капење на нечистотија телесна, па ни духовна, туку завет да се ветиш, да дадеш збор, да се вериш, како невестата со Исус, се додека не стане свадбата, конечно, комплетно ќе се соединиш. Филип му рече ангел Господов, стани и тргни на југ, по патот што води кон Газа, тој стана и тргна. Читаме дела 8 од 26 до 40. Тој беше евнук, достоинственик, беше чувар, тој дошол на поклонение во Ерусалим, значи се поклонил, првата почетна позиција, се враќаше, го читаше пророкот Исаија. Духот му рече на Филип, оди кај него, го прашува, го разбираш ли тоа што го читаш, како ќе го разберам, значи признава дека не знае и не може, не разбира. Го замоли Филип да се качи и еве ги тие стихови, како овца беше одведен на клање, за кого се однесува ова? Дали го разбираш тоа? Како овца на клање беше одведен безгласно пред својот стригач, така тој устата своја не отвори. Во неговата понизност беше лишен од праведен суд. Се однесува на Исус и на сите оние кои ќе одат понатаму по Исус. Поколението негово, кој ќе го оправда, кој ќе го искаже, зошто го распнавте? Семокниот Бог и го избравте Бараба. Затоа што го проучуваа Словото. Словото без дух е мртво. За кого зборува, за себе или за некој друг? За Исус и за сите други. Потоа Филип му благовести за Исус, видоа вода и тој прашува што ми пречи, што ме спречува да се крстам. Тоа е прашање што секој треба да си го постави. Што те спречува да бидеш крстен во духот, а ти мислиш дека си крстен, а не си? Филип му рече, ако веруваш од срце, ако веруваш од срце, можеш. Што значи да веруваш од срце, не само во умот? Верувам дека Исус Христос е Син Божи. Заповеда колачи, тоа е тој стих што го нема во плавата Библија 17-тиот, ако веруваш од срце, го потопи во водата, кога излегува од водата, и овој стих го нема 39-тиот во плавато. Духот Свети се симна над евнухот, ангел Господов го грабна Филип, евнухот не го виде, тој продолжи да биде радосен. И тоа се тие веќе состојби. Што значи да си крстен? Во македонскиот јазик крстен значи ова по православието и католицизмот лево или десно. Во протестантизмот значи да влезеш во вода, да ти положат раце. Ќе видиме што значи зборот вапца на новогрчки, на кој не стариот македонски царски јазик, наслика, вапца јајца. И ти влегуваш во водата, бапца. Оно од вапца, бапца, баптизам, крсти. Значи на англиски ќе видите Јован го баптизирал, го крстил Исус. Ваптити се баптиз, баптизо инаква на латински, потопен во вода. Баптизо значи потопен.
Потопувањето се преведува кај нас со крстење, односно покајувањето е крштение. Да се покаеш и како што вели да се ветиш. Не капењето во вода, потопување. Препевот е Јован ве потопи во вода. Ве изми со вода, а Исус ќе ве потопи, ќе ве вапца, ќе ве обои, ќе ве освети во свети дух и во оган, расплотен дух на љубовта, ќе ве преслика. Царството Божјо не е во зборови да цитираш ти стихови, туку во сила, ако силата Исусова се населила во твоето срце. Не да цитираш, слушаш, анализираш во твојот ум. Да живееш, да оживееш во љубовта Исусова, која е вечна и никогаш не сопира. И пак ќе дојдеме, Царството Божјо не е во јадење и пиење, леби, вино и така, не знам што таму, телесно, туку во мир, Исусов правда и радост во Светиот Дух. Исусов мир, правда и радост. Првата кота на духовното крштение е капење, е радоста. Дали раскрсти со стариот телесен ти, да раскрстиш, дали умре не за себе си, за Исус, дали оживеа, се крсти, потопи во водна бања во Словото. Римјаните 14:8. Се враќаме пак на баптист, потопен, крстен, насликан, вапцан. И сега пак се враќаме на Самарија, зашто се уште не беше слегол ниту на еден од нив, а само беа крстени, значи потопени, измиени во името на Господ Исус Христос, телесно, со вода. Дел 8:16. Само беа потопени во вода, во името на Господ Исус Христос. Во 15-тиот стих влегува тихо стариот сув, излегува тихо стариот мокар. По 15-тиот стих Петар и Јован се молат за нив да го примат Духот Свети. Но тие се пратени од Дух, апостолите сега имаат Дух. Во 14-тиот стих Самарија го примила Словото Божјо, пазете, што збори, го примила, го прифатила, друг препев, ја прифатиле Божјата порака. Прифаќаш и отворен си. Ето имавме две сотруднички. Долго време се стегна, едната попушташе, стегнати тврди, не искажува никакви чувства, заледени, кажуваат некои формули, излезени се како од протестантизмот, одат кај еден друг човек што ги критикува протестантите. На истото ниво ги поминаа сите цркви. Видете? И нема, мислам, не го примаш Словото Божјо. Имаме двајца, дојде сега една сотрудничка. И се знаеме од порано. Веднаш прима, се растресе, се раздрма, прима. Имаме еден друг сотрудник, Ѓорги, го сега се укрепува. Цело семејство. Отворен во срцето, гледаш, тој сеќава на физичко ниво и во душата. Во 17-тиот стих апостолите полагаат срце. Тесно ти е во срцето, се наполнено со знаење и не примаш ништо. За тие да го примат Светиот Дух. Првото потопување, капење е во телото. Вапцање, баење, пресликување, боење, баптисто, преслукитис. Го капеш телото. Ако од срце веруваш, имаш и второ капење во духот. Капење, чистење, просветлување, што да кажеме? Водна бања во Словото. Осветување. Во еден дух, еден пламен на љубовта. Дел 8:14. Апостолите слушаат дека Самарија, Павтар се враќаме на тоа. Слушнаа, кој им кажа? Духот, дека го примила Словото Божјо. И ги пратија кај нив Петар и Јован. И така натаму. И сега Филип испратен од ангел. Ето тој ми го рече сотрудник братот од Куманово. Ама еве како го крсти тој. Филип е испратен од ангел. Тоа е првото. Тој не појде да го крсти. Сретнува етиопјанин кој се поклонил на ковчегот на заветот, го чита Исаија, бара одговор, не го разбира, бара некој да го упати. Духот го носи Филип до него.
па е веќе друга состојба. Дел 8, 26-40. И во Самарија духот ги носи Јован и Петар, да ги крстат тие во дух, иако се искапале, се капеле. Значи, бара, се поклонува, признава дека не знае, почетна позиција пред Исус и Отецот. Признаваш дека не знаеш. Доаѓаат до една вода, етиопјанецот посакува да се вапца, потопи, крсти. Кој крсти? Водата? Што ми пречи да се крстам? 8.36. Тоа е добро прашање. Дали тебе што те спречува? Толку години си не си крстен. Мислиш дека си крстен? Дали духот те води, ангел те води или сам се водиш? Ако се водиш сам, немаш ти врска со духот. Што го спречува? Добро прашање. Ако веруваш од срце, дали си му си дал од срце? Поверува од срце, се довери од срце, не само во умот, го потопи во духот, светиот дух, се симна на девнухот. Тој не бил со жена, кастриран, и тој радосно го продолжува својот пат. Радост, прва кота на облевање, потопување во духот. Ангел Господов го грабна Филип. Духот, ветрот дува каде што сака, така е со секој човек роден од дух. Евнухот веќе не го виде. Јован 3.37 се вели за родение од озгора, да се родиш од озгора и да се родиш од вода и дух. Ако некој не се роди од озгора, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе и да го види Царството Божјо. Тој зборува за родение, не за капење. Родени од тело е телесно, роден од дух е дух, треба да се родиш од дух. Ето, тоа е целата суштина на христијанството. Да се родиш, потопиш, осветиш во дух, ако веруваш од срце. Да се распланти, препуштиш во пламената љубов на Исуса, праведникот, мојот Господ и Спасител. Значи имаме две девојчиња и ништо не направија. Отиде 800 километри да проповеди. Не доаѓа кај нас на читање во четврток. И јас си велам, оди таму каде што ти е срцето, до таа заедница, што бараш овде? Од заедница во заедница одање, тоа е заедничарење. Не можеш да примиш дух, не можеш да разбереш. Слушаш една поука, на интернет слушаат некој друг таму, исцелува. Види, кога на преден план е нешто друго наместо евангелизацијата, тогаш треба се да се стави под лупа. Дали ги разликуваш духовите или не. Да се крстиш значи да раскрстиш со стариот човек. Да се крстиш во Исус, да се надеваш, да веруваш во македонски, значи да се крстам во тој човек. Доверен сум му комплетно, само во него верувам. И да го објавам Царството Божјо во мене внатре. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што беше во оваа молитва, што ми даваш мир, сила, љубов, трпение. Се што не е од Исус, надвор од секого од вас. Бегај од нас, Сатано, бегај од Македонија, Сатано, во името на Господи Исус Христос и не враќај се повеќе. Предавам се во Твоите раце, мојот тимот, мојот живот, семејството. Арахмас Сталаман, да на двете заедници и македонскава земја ја враќам во Твоја собственост. За секогаш Исус, во секого Исус, на секаде Исус. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. На сите што го примија и даде сила да станат синови Божи со наследници.